Добро вечер и благослов Божи се разбира до сите слушатели кои што оваа вечер ќе слушаат емисијата Гласот на вистината. Се разбира Бог ни дал уште една можност по неговата милост да имаме уште една емисија и да можеме се разбира да се поучуваме од зборот Божи и да се освежуваме преку него. Се разбира, кога ние го проучуваме Словото Господово, се освежуваме, всушност го освежуваме нашиот дух, ја освежуваме нашата душа. Истовремено ние се храниме и растеме во верата. И затоа е потребно да се чита зборот Божи. Не само да се усознае планот Божи, туку Библијата ни зборува дека преку читање на Словото Господово ние ќе растеме во верата. Затоа, често пати, препорачувам дека потребно е секојдневно читање на Словото Господово, затоа што ние и секојдневно имаме потреба од духовна храна, од духовната трпеза, а тоа е Словото на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Како што спомнав дека минатата емисија всушност завршивме по прашање дали навистина Исус Христос воскресна од мртвите. Но во склад со сите тие серија предавања, оваа вечер сакам да разрешиме едно клучно и важно прашање, точно поврзано со Христовото воскресение. Прашањето е ова: каде беше Исус кога умре на крстот? Се разбира, пред да воскресне на третиот ден. Каде беше Исус? Интересна работа, која што можеби многу често пати ни била поставена, каде беше Исус, се разбира, како прашање. Но сепак мораме да кажеме дека Библијата ни дава одговор и на оваа прашање. Но пред се, сакам да објаснам зошто дојде Исус или Месијата, се разбира преку зборот Божи. И тука лежи одговорот на нашето прашање, односно преку нашето објаснување. Ќе го дадеме и одговорот на самото прашање. Каде беше Исус пред да воскресне? Затоа препорачувам секогаш да се чита Библијата. Како на сите овие ситни или крупни прашања, без разлика за какви прашања, можеме да се поставиме, можеме да размислуваме. Светото писмо, иако Библијата е најстарата книга на овој свет, но сепак е таа најактуелна книга, затоа што Библијата зборува дека Бог е автор на самото Слово Господово. И се надевам дека со инспирација на Светиот Дух, под водство на Светиот Дух, ќе можеме да дадеме одговор преку Словото Господово, каде беше Исус кога умре тие 3 дни. Еве ќе отвориме во Лука, 3 глава, значи Евангелието на Лука, 3 глава, ќе го читаме. Всушност ќе читаме од 15-тиот па се до 18-тиот стих и ќе видиме што ни зборува Словото Господово. А бидејќи народот беше во исчекување, па сите помислува во срцата свој: за Јован, да не е тој Христос? Јован им одговараше на сите велејки: јас ве крштевам со вода, но иде посилен од мене, кому не сум достоен ни да му ги одврзам ни обувките од неговите сандали. Тој ќе ве крсти со Дух Свети и со оган. Нему е лопатата во раката негова, и тој ќе го очисти гумното свое и ќе си го собере житото во житницата своја, а плевата ќе изгори со огон. И опенувајќи ги уште многу други нешта, им ги објаснуваше на народот, се разбира, за радосната вест.
Потоа ќе прочитаме во истото тоа Евангелие, 4 глава, ќе читаме од 12, значи Евангелие на Лука, 4 глава, ќе читаме од 16 поточно, па се до 22. И еве што ни вели Словото Господово. И дојде во Назарет, каде што беше одраснал, и по обичајот свој влезе еден ден саботен во синагогата, па стана да чита. Му ја подарија книгата на пророкот Исаија. И тој што ми ја отвори, го најде местото каде беше напишано: Духот Господов е врз мене, зашто Господ ме помаза, ме прати, да им ја соопштам радосната вест на бедните, ме прати да им ја проповедам на заробените ослободување и на слепите прогледување, и да ги пуштам на слобода на патените, да ја проповедам благопријатната Господова година. Потоа ја затвори книгата и му ја даде на послушникот и седна, а очите на сите во синагогата беа вперени во него. И почна да им говори: денес се исполни оваа писмо што го чувте. И сите му потврдија и се воскитуваа на неговите благодатни зборови што излегуваа од устата негова, велејки: нели е овој синот на Јосиф? Потоа во Лука можеме да отвориме исто така 19 глава, ќе читаме еден доста познат текст. Средбата меѓу Исус и Захе. Лука 19 глава од 1 до 10. И еве што ни вели, се разбира, словото на нашиот Господ и Спасител. Потоа влезе Исус во Ерихон и минуваше низ него. И еден човек по име Захе, кој беше началник на царениците и беше богат, настојуваше да го види кој е тој Исус, но не можеше од народот, зашто беше низок по раст. Затоа потрча најнапред и се искачи на една смоква, за да го види, бидејќи покрај неа требаше да помине. Исус пак кога дојде на тоа место, погледна нагоре, го виде и му рече: Захе, слези бргу, зашто денес треба да бидам во твојот дом. И тој веднаш слезе и го прими со радост. И сите кога го видоа тоа, негодува и рекоа: отиде во куќа на грешен човек. А Захе застана и му рече на Господ: Господи, еве половина од својот имот ќе дадам на сиромаси. Ако сум зел од некого нешто, четврно ќе вратам. А Исус му рече: денес дојде спасение во овој дом, зашто и тој е син Аврамов. Зашто синот човечки дојде да го побара и да го спаси она што е, се разбира, загубено. Потоа ќе отвориме во Матеј 4 глава од 12 па се до 17 стих ќе читаме. А кога Исус чу дека Јован е предаден, отиде во Галилеја. И кога го остави Назарет, дојде и се насели во земјата Капернаум, приморски, а во пределите Зевулови и Нафаталинови, за да се исполни реченото го преку пророкот Исаија, кој вели: земјата Завилува и земјата Нафталинова на патот кон морето отиде на Јордан, на незнабожички Галилеја. Народот што седеше во темнина виде голема светлина. И на оние што седеа во пределот и во смртната сенка и им изгреа светлина. Од тогаш Исус почна да проповеда и да говори: покајте се, зашто се приближи, се разбира,
Царството Божјо. Овие се интересни податоци дадени преку Словото Господово. Да се вратам само назад на нашето поставено прашање. Каде беше Исус кога умре на крстот? Но пред се сакам да објаснам зашто дојде Исус или Месијата, се разбира, преку зборот Божи, и тука лежи одговорот на нашето прашање, односно преку нашето објаснување. Ќе го дадеме одговорот на самото прашање. Каде беше Исус пред да воскресне? Дадохме неколку аргументи кои ги запишале евангелистите. Прво, Исус дојде да ја проповеда благопријатната Господова година, да го проповеда Царството Божјо, потоа да ги повика луѓето на покаяние, да го спаси изгубеното, она што беше изгубено, и да донесе светлина на овој свет. Во Евангелието на Јован, 8 глава, читаме во 12 стих: и пак ми рече Исус, велејќи: јас сум светлината на светот. Кој врви по мене нема да оди во темнина, а ќе има светлина во животот. Потоа, во 9 глава, 5 стих од ова исто Евангелие, еве што таму ни зборува Господ Исус. И тој вели вака: додека сум во светот, јас сум светлината на светот. Потоа, кога ќе отвориме во Евангелието на Јован, се разбира, уште во 1 глава, ќе прочитаме интересни податоци по ова прашање, дека Исус дојде, се разбира, да донеси светлина на овој свет. И вака вели Словото Господово: во почетокот беше Словото, и Словото беше во Бог, и Бог беше Словото. Тоа во почетокот беше во Бог, се стана преку Него, и без Него ништо не стана. Она што постана. Во Него беше животот, и животот им беше светлина на луѓето. Светлината свети во темнина, но темнината не може да ја опфати. Имаше еден човек по име Јован, испратен од Бога. Тој дојде за сведоштво, да сведочи за светлината, да сите да поверуваат преку него. Но тој не беше светлина, туку дојде да сведочи за светлината. Постоеше вистинска светлина, кој го осветлува секој човек што доаѓа во светот. Во светот беше, и светот преку него постана, а се разбира, светот не го позна. Исус дојде како светлина на овој свет, и темнината не можеше да го опфати. Всушност, Исус дојде да донеси светлина за оние кои што се уште се движаа кон темнина. Еве неколку интересни работи кои што можевме да ги прочитаме, се разбира, преку Словото на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. И еве го конечно одговорот на нашето прашање. Всушност, сите овие стихови кои сега ви ги дадов се одговор на нашето прашање. Ќе отвориме во првото Петрово послание, значи ќе отвориме заедно. А во првото Петрово послание, 3 глава, ќе читаме, се разбира, од 18 па се до 20. И еве што ни вели Словото Господово. Бидејќи Христос, за да не доведе кај Бог, еднаш пострада за гревовите наши, праведник за неправедници. Вистина умре по телото, но оживеа со духот. Во него, откако слезе, им проповедаше на духовите кои беа во затвор, кои никогаш не се покорија кон Божјата долготрпеливост, и го очекуваше во времето на Ное, приправењето на ковчегот, во кој малкумина, односно 8 души, се спасија од водата. Еве Словото Господово ни открива каде беше Исус во рок од тие 3 дена пред да воскресне. Зборуваме откако Исус умре на крстот и пред, се разбира, да воскресне. Тој беше
во адот или во срцето на адот, да им проповеда на заробените, на оние луѓе кои изгина, да им го проповеда Евангелието, се мисли на времето на Ное, да им го проповеда Евангелието. И затоа реков, Исус дојде да го проповеда Евангелието, да ја проповеда таа благопријатна Господова, да го проповеда Царството Божјо. И како вели Библијата, дека тој беше умрен по тело, но по дух оживеа. И слезе да им проповеда на духовите кои беа во затвор, кои никогаш не се покорија на Божјата долготрпеливост, кој го очекуваше во времето на Ное при правењето на ковчегот, кој малку мина, односно 8 души се спасија. Еве каде беше Исус. Беше вистина мртов по тело, но не и по дух. И тој слезе во срцето на адот. Во местото каде што беа душите, се разбира, на тие луѓе кои изгинаа во времето на Ное и таму им го проповедаше Евангелието. Така да се надевам дека и ова вечер дадов одговор на поставеното прашање. Каде беше Исус кога умре на крстот и пред да воскресне? Така да имајте пријатна благословена вечер, Господ нека биде со вас и се разбира, се слушаме до наредната емисијата насловена како глас на вистината. Пријатно!